Ви благодарам, председателя. Имено, како што говорев претходно за претходниот амандман за општина Зелениково, овој амандман се однесува на општина Петровец. За општина Петровец, впрочем, од моето населено место од кај што доаѓам, морам да изразам навистина едно задоволство во однос колку тоа се вложува во урбанизација на самото населено место и колку градоначалникот заедно со неговиот тим и советничката група сите изминати години успеа да општина Петровец скорошно прирасне во едно урбано и пристојно место на живење. И затоа кога ги предлагав амандманите во однос на општина Петровец, гледавме навистина тие да бидат само и исклучиво во она што се однесува на централната власт, заради тоа што општинскиот буџет секогаш во целост навистина бил насочен во изработка на проекти и подобрување на животот на граѓаните, и впрочем тоа истите моите сограѓани го покажа во сите изминати локални избори кои што се случија во Република Македонија, каде што ние недвосмислено работата на локалната самоуправа апсолутно беше признаена со тоа што сега веќе скоро четврт мандат градоначалникот е токму од ВМРО-ДПМН во ова населено место, и верувам дека така ќе продолжи во иднина. И затоа велам дека амандманите кои што ги предлагав во координација со локалната самоуправа гледавме да бидат исклучиво само и во надлежност на централната власт и таму каде што можеме да изградиме соработка, а со цел да го подобриме локалниот економски развој. Затоа и овој амандман се однесува на изградба на канализациона мрежа, се извинувам, на индустријската зона, која што односно мултифункционална зона Чојлија, и тоа во висина од 12 милиони денари. Впрочем, ова барање е во координација со бизнис секторот, односно со инвеститорите од мултифункционалната зона Чојлија. Станува збор за една од најголемите зони, можам слободно да кажам, во Република Македонија, на кој што ние и тоа како сме горди како општина Петровец, каде што имаме повеќе од 1000 инвеститори. Јас морам да се заблагодарам на овие инвеститори кои што пред се одлучиле да инвестираат не само во Република Македонија, туку и во општина Петровец, и каде што навистина вложија напори само иницијативно да придонесат во урбанизирање на зоната. Меѓутоа, чинам дека како држава, како општина, секогаш треба да се трудиме што повеќе да придонесеме за тие навистина да имаат и многу подобра бизнис клима, и затоа и во таа насока го имам поднесено овој амандман. Жалам што претходните амандмани за општина Петровец, пречистителните станици за неколку населени места не беа усвоени, но еве верувам дека доаѓаат многу подобри времиња за сите општини, па и за општина Петровец, и дека идната централна влада која што ќе биде формирана од ВМРО-ДПМН ќе најде на поголема соработка и поддршка. Ви благодарам.